Денеска раководството на Сдруженијето на пензионери Кочани на своите членови им додели медали и благодарници за постигнати резултати за учество на спортски, регионални и државни надпревари во повеќе дисциплини. Оваа средба традиционално се држава во пресрет на новогодишните и божикните празници и представува своевидно заокружување на постигнувањата во тековната година. Општа оценка е дека на сите полиња се работело ангажирано и квалитетно, што го потврдуваат постигнатите резултати. По традиција, ние пред нова година на еден начин сакаме на наши спортисти да и честитаме успехот, бидејќи они година из година покажува се подобри резултати. Ова година е посебна, бидејќи републичкото првенство беше у Кочани, ние беме домакини, и на ово првенство ги потврдивме наши квалитети и сметам да и ово што рече господин Благој, да ние сме горди што во наши редови имаме такви спортисти што може да бидат меѓу првите у Македонија. Еве ја и неслучајно го подсетих, ние 2-3 години првите места у стрелаштво, само наши луѓе најдобри стрелци се прогласуваат. Друго едно 5-6 години ги држиме трето, четврто, пето место у конкуренција на 50-60 овие здруженија. Тоа е сепак мислам и за сите граѓани у Кочани, една чест па и за локалната самоуправа и за луѓето наши раководители, да треба да сме горди што ги имаме такви. Председател Ѓорги Серафимов истакна дел од најдобрите спортисти кои по правило постигнуваат мощни добри резултати. Сега видите, ние у стрелаштво имаме ги најдобри, кажав, тоа е Коста, тамо е Гацев и тамо е Андонов, него гледам денеска. Стојан тука за резерва Ѓорги Јосифов. И имаме ги одлично кошаркарите исто така. Тука е Ѓоргија, тука е Јане и третиот фрлач на кошарка, не знам дали е тука. Они исто златна медаља земаа. А Ѓорги Николов, тој е веќе стандарден прв у Македонија у скок од место. Во името на општина Кочани, која им дава целосна поддршка на пензионерите, благодарност за постигнувањата искажа заменик градоначалникот Благој Ситновски. Морам да кажам дека ми е чест и задоволство што денеска сум овде меѓу пензионерите на општина Кочани и во оваа прилика сум присутен да од името на Советот и од името на градоначалникот на општина Кочани да ги поздравам пензионерите и да им честитам на резултатите кои што ги постигнуваат на спортско поле на државното првенство. По успешната организација на новогодишниот концерт на кој учествува ансамбли на пензионерските здруженија од Квадарци, Прилеп и Крушево и доделувањето на спортските признанија, практично завршуваат активностите на пензионерската организација планирани за оваа календарска година. За наредната, пензионерите најавуваат уште поуспешна соработка со здруженијата од другите општини, фолклорни концерти, како и учество на повеќе спортски надпревари од локален, регионален и државен карактер.